Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за начинот на регулација на системот на комплемент. Сега сите потенцијално штетни метаболички патишта, ензимски каскади и цитотоксични клетки се строго регулирани, така и системот на комплемент не е исклучок од тоа. И затоа ќе видиме механизмите кои всушност го регулираат системот на комплемент да не ни наштети на нас. Сега, првиот начин на кој всушност се регулира системот на комплемент не произлегува од нас, едноставно си произлегува од самата природа на протеините системот на комплемент. Односно, тие се пасивни регулаторни механизми, така, значи пасивни, и тие зависат, како што реков, од самата природа на протеини. Односно, нели спомнавме дека потребно ни е, така имаме например дека C3 кој поддейства на C3 конвертаза, така, значи овде имаме C3 конвертаза, ќе се конвертира тој C3, така во C3, со голема тројка, C3A и C3B. Сега нормално C3A нели ќе си биде анафилотоксин, додека C3B сакаме да се прикачи одма овдека на мембраната каде што е прикачена C3 конвертазата, така. Значи ние би сакале да се врзе овдека, а да не се врзе до некоја наша клетка, да речеме дека имаме некоја си наша клетка. Ова не го сакаме. Не сакаме да се врзе некоја наша клетка. Па еден од начините кои пасивно го спречуваат C3B да се врзе со една наша клетка е тоа што во околната средина имаме многу вода. Така, значи овдека имаме многу молекули на вода, H2O. Сега, он биејќи се наоѓа овдека C3, одма до C3 конвертазата, он е многу поблизу до бактериската клетка, нели кај што се наоѓа C3 конвертазата, него до нашата клетка. Така, иако овдека кон на шематскиот приказ се релативно исто далеку, во реалност ќе биде многу поблизу од бактеријата него до некоја си наша клетка. Така, зашто, како што реков, C3 конвертазата е залепена на клеточниот зид. И всушност, шансите да се врзе со некоја наша клетка се многу мали. Зошто? Бидејќи C3B поминува растојание од околу, ќе пишеме дека 40 нанометри пред да биде хидролизирана, така пред некоја молекула вода да се врзе со нејзе и на некој си начин да ја односно да ја прекине биолошката активност на C3B. Така, значи ако се наоѓа некоја клетка наша во тој опсек од 40 нанометри, што е многу малку, тогаш би се врзало, но најчесто тоа растојание е многу мало и C3B првично би се врзало со вода наместо да стигне до некоја си наша клетка. Друг пасивен начин на кој всушност се заштитуваме е тоа да и да се формира некоја си C3 конвертаза или C5 конвертаза на нашите клетки. Ако ќе речеме, значи C3BB, така односно C3BBB или пак C5 конвертаза која нели беше C3BBB и уште едно C3B. Така, и да се формира некоја од овие конвертази на нашите клетки, нивниот полуживот, значи T1,5 е околу, така приближно 5 минути. Така што нема да трае многу долго тој процес пред они да се деградира. Сега повторно дека нели има чекор на амплификација, но сепак колку толку ова нивно кратко време на полуживот помага на некој си начин. Сега они може да се врзат со пропердин, така за да се стабилизира структурата, но да сметаме дека тоа не се случува, така што ова време на полураспад е бенефицијално за нас. Друг пасивен начин, всушност на заштита, е поврзан со јаглехидратната композиција на клеточниот зид на бактеријата и на нашата клетка. Така, например, ако ќе продолжиме овдека нашата клетка. Нашата клетка има одреден јаглехидратен состав кој ќе обележиме вака со некои вакви ланци, кој што се разликува значајно од јаглехидратниот состав на бактеријата. Така, значи овие се јаглехидрати, ЈХ само ќе пишам. Сега, во општо, во течноста, во интерстицијалниот простор, ние имаме протеази, кои ќе бележам вака, така, значи имаме протеази, кои го деградираат C3B. Така, значи овие се протеази, вака, кои се специфични за C3B. Сега, тие протеази, интересно, дека многу повеќе сакаат да се врзуваат со јаглехидратите на нашата површина, така на клетките на нашата површина, него со тие на бактеријата. Така, и затоа овие протеази се залепени на нашата површина, така ќе ставам тука, вака една протеаза тука, друга протеаза. Поради тоа, многу по-тешко е C3B да се врзе, така да се врзе кај нас, бидејќи ќе биде подложен на овие протеази кои ќе го разградат. Така,
додека овие протеази ги нема кај бактеријата, мислам наши протеази нема кај бактеријата, така што поголеми се шанси дека C3B ќе се врзе на нејзе. Сега, тоа е главно за пасивниот начин на регулација на системот на комплемент. Сега нормално постои активен начин, така, значи активен, кој нормално зависи од протеини, регулаторни протеини, така. Значи регулаторни протеини, кој е приметено дека се составени од повторувачки аминокиселини, така, значи аминокиселини кои се повторуваат и од прилика се повторуваат едно 60 аминокиселини и овие протеини, така кои се регулаторни, најдодека се наоѓаат на првиот хромозом, така, значи на прв хромозом и се наречени регулаторни, односно регулатори на на активација на комплементот, така. Значи регулатори на complement activation на англиски, односно регулатори of complement activation, RCA. Значи овие регулаторни протеини се наречени RCA протеини. Сега, еден од овие регулаторни протеини е наречен, значи, ќе земам со виолетова боја, е наречен C1 инхибитор, односно C1 и на Х. Или ќе обележиме со мали букви и на Х, кој што е всушност серински протеазен инхибитор, или исто така се нарекуваат серпини овие. Значи серински протеазни инхибитори. И што прават овие C1 инхибитори? Тоа се протеини кои всушност се врзуваат со C1 протеазите, така, ако памтите, C1 беше составено од, ќе направиме како метлата, беше составено од C1Q и беше составено нели од 2R и 2S. Значи C1R и C1S, така. Ќе бележиме C1S и ќе бележиме како C1R. И ги имаше по 2, односно овие две го правеа, така, значи овие две го прават комплексот C1R на квадрат или R2 вака S2. Епа, овој инхибиторен протеин се врзува со овој комплекс, така, значи овој инхибиторен протеин се врзува со овој комплекс и го тера всушност да дисоцира. Односно се отстранува, нели, си заминува C1Q и поради тоа C1, каде што нели ова целото всушност беше C1, сега е неактивно. Зошто? Бидејќи овој комплекс ќе му дисоцира и веќе ја нема серинската протеазна активност, односно не може, така, не може да ги врзе C2 и C4. Така, не може тоа веќе да се случи, не може да ги деградира нивните фрагменти. Но интересно е, освен што се врзува со тој комплекс, се врзува исто така и со, така, всушност идеме понастрана, се врзува исто така и со MASP2, кој всушност беше маноза Binding Lectin Associated Serine Protease. Односно беше серин протеазата која беше дел од лектинскиот пат на активација, така. И нејзе исто ја тера да дисоцира и поради тоа исто и лектинскиот пат на активација не може да работи. Бидејќи лектинскиот нели всушност беше постар пат на овој класичниот. Значи овој C1 инхибиторен протеин ги дисоцира MASP2 и комплексот на C1. И се додека се наоѓа овој всушност протеин во плазмата, на некој начин се регулира колку може да биде активен комплементот. Други вакви регулаторни протеини се, сега прво ќе ги бележам, па ќе објаснам што всушност прават. Значи прв е DAF, исто така тука влегува CR1, влегува C4BP, влегува фактор 1, влегува фактор 1 всушност накнално ќе го спомнеме, влегува фактор H, кој сега ќе видиме како всушност работат. Сега, знаеме дека еден од клучните чекори во активација на системот на комплемент е формирање на C3 конвертаза. Така, која што можеше да биде, имавме две различни C3 конвертази, можеше да биде C4B 2A или пак можеше да биде C3B, така BB, зависно од кој пат се активира. Значи имавме две различни C3 конвертази и тие се клучни чекори во амплификација, така, односно да се имаме добра активација на системот на комплемент. Сега, тоа значи дека ако имаме добра регулаторна контрола врз овие C3 конвертази, добро ќе го регулираме процесот.
и врз база на тоа всушност се базираат овие протеини. Значи речеме дека овдека имаме мембрана на една наша клетка, така, врз која всушност се наоѓаат овие decay accelerating factors, значи DAF, decay accelerating factors, кои се мембрански врзани, ќе бележам како топчиња вака. Така, значи decay accelerating factors. Исто така мембрански врзани се наоѓа овој комплемент рецептор 1. Така, и тој ќе обележиме некако со виолетова боја. Бележиме таму и тука ќе ставиме 1. Додека овој C4BP, каде што името всушност му е комплемент, мислам C4, протеинот од комплементот binding protein, се наоѓа всушност, ќе ближиме повторно со некоја си ваква боја, C4BP е всушност растворен во околната средина и ќе видиме како е всушност битен, а овој фактор H, FH, исто така е растворен во околната средина. Сега, чека пред да го ставам овдека понаму малце, го ставам овдека FH. Да речеме дека ќе се формира една C3 конвертаза на мембраната на нашата клетка. Така, се формирала и ќе речеме дека тоа е C4, C4B, 2A. Така, се формирала таа C3 конвертаза. Па сега таа знаеме дека има одреден полуживот, но овие decay accelerating factors така го забрзуваат тоа време на полураспад. И што ќе се случи? Оваа C3 конвертаза ќе се деградира. И ќе идеме овдека вака. И на што ќе се деградира? Ако всушност ќе повлечеме стрката наму, ќе се деградира на C2A, кој ќе се дифундира во околната средина и ќе се деградира исто така на C4B, така кој понатаму ќе подлежи на деградација од страна на фактор 1, F1 ќе обележам само во моментов, каде што всушност ќе подлежи на понатамошна деградација, при што ќе се добијат C4C и C4D. Значи AB, CD. Добро, но што ако се формира оваа другата C3 конвертаза? Значи оваа другава C3 конвертаза, ќе бележиме тука, таа беше C3B, BB. Значи таа може да биде под дејство на овие на три работи, така ќе биде дејство од овие CR1, под дејство на фактор H, значи под дејство на ова и под дејство на decay accelerating factors. Така, значи под дејство на сите овие три работи, така ќе бележиме, и таа исто како другата C3 конвертаза ќе се деградира. Ќе идеме овдека вака на страна да видиме што всушност се добива. Значи ќе се добие една молекула на BB, така која исто ќе се дифундира како C2A, но овдека ќе се добие значи C3B, кој понатаму ќе се деградира уште повеќе. Сега во Куби 7 издание и Куби 4 издание, односно Куби 5 издание, пишува различни информации. Сега ќе идам спрема Куби 7 издание. Така да ќе објаснам што пишува и во 5-то. Значи во Куби 7 издание вика дека ова понатаму се деградира од страна исто на фактор повторно фактор 1 и тоа што се добива е всушност C3C, се добива исто така и C3B и се добива C3DG деградациони продукти. Додека во Куби 5-то издание пишува дека овие две потекнуваат од ова со понатамошно разградување, а дека овдека имаме исто така C3F. Сега, значи тоа е спрема 5-то, но ја ова што го напишав е спрема ова 7-то издание. И уште нели го спомнавме овој C4BP, односно C4 binding protein, кој всушност, иако е растворен, он се врзува со мембраните на еукариотски клетки, со нашите клетки, со host cell, бидејќи нашите клетки имаат одредени резидуи, нема сега да влекувам кои се тие, кои што овозможуваат врзување на овој C4BP. А тој C4BP што прави? Едноставно врзува C4. Така, значи врзува C4 и понатаму C4 не може да биде користен или за активација на класичниот пат. Океј. Сега, од сеја ова произлегува прашање, добро, ако овој F1 факторов, така ги разградува C4B и C3B, е растворлив, значи овој исто така е растворлив, како воопшто функционира комплементот? Ако овој се наоѓа во околната средина и одма ги разградува нив, како тоа воопшто функционира комплементот? Одговорот е дека всушност F1 не разградува ако не е во присуство на дадени кофактори. И тие кофактори се всушност, значи за F1, значи како бележам F лошо,
F1 да деградира, потребни му се всушност кофактори. И тие кофактори вклучуваат мембрански кофактор на протеолиза, односно мембрански кофактор на протеолиза, МЦП. Исто тука спаѓаат CR1, така кој го спомнавме дека се наоѓа на мембраните, но исто влегува вдека и факторот Х, влегува исто така и C4 binding протеинот. Така, значи различни кофактори кои например овие две се растворливи, но се врзуваат исто така на нашата мембрана преку дадени резидуи кои се наоѓаат на нашите хост, односно домакински клетки, и овие кои се мембрански врзани, нели, протеини. Значи овие се кофактори кои се потребни со цел F1 да може да се врши својата функција. Тоа се еден дел од протеините. Сега постојат и други протеини кои всушност инхибираат создавање на мембрански напаѓачки комплекси. Значи, вака тука сега ќе бележиме дека има протеини кои што се наречени протектин, така, значи протектин, односно CD59 и комплемент S протеин, каде што овие протеини всушност се заштитуваат од формирање на мембрански напаѓачки комплекс на нашите мембрани. Да речеме дека овдека почнало да се формира, ќе бележиме со некоја сина боја, мембрански напаѓачки комплекс, односно се асемблирале C5b, се асемблирало всушност C5 6, 7 и 8 дури. Така, и се што фали е 9 и ќе се направи мембрански напаѓачки комплекс. Па овој протеин, протектин, така кој е CD59, всушност се врзува на овие до таму формирани комплекси, така се врзува на нив, така што не дозволува така нивно инсертирање во мембраната. Јас ги направив како да се инсертирани, но ова значи се случува кога се ака по надвор. Значи, ќе направам. Ќе средиме сега цртежот. Еме тука со црна боја. Сега, значи они кога се надвор уште, всушност овој протеин ги врзува нив, и овој протеин се наоѓа исто тука на вршната мембрана, не се наоѓа внатре у клетката, и ги врзува, и поради тоа и не овозможува да се протнат из мембраната, но исто така не овозможува да се врзе C9 на нив. Така, ако не може да се врзе C9, исто така не може да се интегрира. А овој па комплемент S протеин, што прави? Ова е уште поинтересно. Да речеме дека во околната средина дека сме имале некоја бактерија. Така, сме имале некоја бактерија, каде што на таа бактерија почнал да се формира ваков мембрански напаѓачки комплекс, ама не стигнал до крај. И оваа бактерија го изфрлила, така или се откачил тој, но не стигнал до крај и формирал само некаде C5b, 6, 7, и сега за да избегнеме тој да се прикачи на нашата мембрана, така, бидејќи се откачил од бактеријата, да не се прикачи кај нас, овој комплемент S протеин не заштитува со тоа што го врзува овој. Така, значи иде и го врзува, така што не му дозволува да се инсертира кај нас. Така, значи не му дозволува да се инсертира кај нас. Сега, тоа беше заштитата од протеините комплементот, но исто така треба и да имаме заштита на некој си начин од анафилотоксините. Така, заштита, ќе бележиме, од анафилотоксини, кои беа помалите деградациони продукти на протеините комплемент. Така, значи такви беа C5A или пак C3A. Така, и другите. Сега, има интересно, постојат ензими, така, значи постојат ензими кои што се наречени карбоксипептидази. Значи карбоксипептидази NBR, значи има повеќе NBR, кои што прават? Едноставно отстрануваат аргинин, така, значи овие отстрануваат аргинин од С крајот. Така, односно карбоксилниот крај. Затоа се нарекуваат карбоксипептидази, бидејќи отстрануваат аминокиселини од пептидот од карбоксилниот крај. И при тоа правејќи ги овие анафилотоксини ко неактивни. Односно не може да потекнат воспаление.
И овдека имаме некоја сумација на тоа што го зборевме. Оваа лево сликата е Куби 7 издание, оваа десно е Куби 5 издание. Што гледаме првото беше со инхибиција на МАСП или на RES серенските протеази, другото овдека гледаме лево како работи фактор 1, така овдека нели C3B се добива ова у Куби 7, додека во другава се добива ова. Така што кој е сега вистиното, не знаеме. Што сигурно се знае, ама не е сега нас тоа да толку битно. И во 7-то издание имаме плюс за анафилотоксините, така дека ги имаме овие карбоксипептидази, и тоа е главното што треба да се знае. Значи тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Само да го оставам ова. Се видиме во наредното видео каде што ќе збориме за некои начини на кои микробните односно патогените организми го избегнуваат системот на комплемент. Довидување.